Куче скитник веќе неколку недели во заложништво држи семејство од Штип на улицата Карл Маркс и некогашната ветеринарна станица. Кучето, кое до пред извесно време било маалски миленик поради очигледните здравствени проблеми, во последно време повремено е агресивно, но уште поопасно е поради болести и присуството на огромен број крлежи. По цел ден лежи тука и таму у кошето од вчера примети голем број на крлежи под зидо каде лазат, со вода сме ги миле, еве и од сабајле миеме, оти најдам по еден, по два таму, веќе лазат, они се сега тука сите по улицата. Ја барам да се кучето од стране. Во не е здраво, крлежо опасно, животинче. Минат деца тука, играат, штета е бо. Тоа е штета, викам, за сите тука. Еве, не може да оде, а тука лежи. Возачите што минат тука морат да интервенират, да се тргне, месец и пол, два скоро, она, еве, гледај, молам ти се. И што треба ние да направиме? Каде да се јавам? Каде? Тоа е. Еве, вие видоте. Колку време е веќе овде? Вака е скоро 2 месеца. Директната опасност за сите ова семејство ги принуди да се обратат до надлежните во случајов ветеринарната станица за грижа и вдомување на кучиња скитници. Ние се јавиме пред месец и пол, керката беше тука, јави се мамо, одговоро беше ние немаме доволно луѓе, однесите у стационар. Ми рекоа да го земеме кучето, да го однесеме у стационаро. Јас на рамо да го качам кучето и да го носам у стационаро, каде е тоа, како може да биде? Или па кој такси, еве, ојде, кој такси ќе го качи кучето да го однесе таму кој е пуно со крлежи. Од своја страна, телевизија Стар стапи во контакт со представник на посочената надлежна ветеринарна станица кој изјави: Според нашиот план, потенцираното куче скитник, како и уште неколку други, убедени сме дека уште утре ќе бидат отстранети од улица и ќе бидат сместени на соодветно место. Досега овој проблем ќе беше решен, но секојдневната обврска со овие кучиња ни наложи нивното згрижување да биде одложено. Велат од ветеринарната станица. Колку овој проблем е ургентен, потврдуваат и фотографиите на кои се гледаат огромен број на паразити до самиот влез и прозорци од куќата и вистинска среќа е што досега не се случил поголем проблем.